Доколку сакате да уживате во прекрасна и недопрена природа, во чист планински воздух во еден од најеколошките краеви во Македонија, а во исто време да уживате и во вкусот на традиционалните специјалитети, како и модерните јадења, тогаш вашата вистинска дестинација е ресторанот Горна куќа, кој што се наоѓа веднаш позади мене, лоциран над Демирхисарското село Слепче, на само 100 метри под манастирот Свети Јован Претеча. Вистински мал рај кој што ќе ги задоволи и најпребарливите вкусови. Но за тоа, како изгледа ова место, што нуди и која е неговата приказна, ќе поразговараме повеќе со неговиот сопственик Иван Кузмановски. Да одиме. Здраво, Иван. Благодарам што не пречека и што не прими во националниот ресторан Горна куќа, што се наоѓа, како што кажав и претходно, над Демирхисарското село Слепче. Морам да потенцирам дека е навистина едно прекрасно место, фасцинантно место, барем за мене. Се наоѓаме во една густа шума која што нуди од една страна ладовина, чист воздух. Можеме буквално да ги слушнеме и птиците кои што пеат тука во планината, а од друга страна имаме можности да уживаме во националните специјалитети кои што ги нуди овој ресторан. Еден пакет од убавини, морам да кажам, кој што малку вакви ресторани или објекти во Македонија ги нудат сите овие услови кои што ги има тука. Да, благодарам и наве за поканата за во вашата емисија. Чест ми е што сте и мои гости и да снимиме денес ова емисија. Ајде да започнеме од почеток. Како се роди идејата за Горна куќа? Зошто баш тука на ова место во планината? Како започна целата таа приказна? Па приказната за Горна куќа ја има направено мојот имењак Чичко Иван Коруновски, кој што ја започнал до далечната 2005 веќе година. Горна куќа првично била една фурна и еден летниковец. На ова место? На ова место баш, каде што Чичко Иван како љубител на ловот се собирале првично ловџии. Тука седеле, си печеле во фурната. Имало градина, тука што си засадувал пиперки, домати и такви работи. Во почетокот било само едно збиралиште. Меѓутоа, тука е блиску манастирот Свети Јован Претеча. Има доста движење и верници што одат во манастирот и почнале тука да си застануваат. Да застануваат и да си седат, да си разговараат и така му дошла идејата него зошто да не направи еден мал ресторан. И тој летниковец се претворил во тој еден мал ресторан каде што почнал да функционира како почетно како една мала гостилница. Меѓутоа во сотек на време почнале тие од ресторанот почнале да се градат и овие летниковци што се гледаат за мене. Едно по едно така и се ширеше Горна куќа. Инаку најголемиот подем Горна куќа го доживува во времето кога Игор Џамбазов беше и живееше во селото Слепче и беше овде, да речам, наш чест гостин секој ден. И неговите идеи, неговите познанства, Игор ги носеше целата естрада, глумци, дури Раде Шербеџи има тука дојдено со Игор Џамбазов. И така го достигнува подемот и растот на Горна куќа. Во 2014 година манастирот Свети Јован Претеча правеше 1000 години од своето постоење, имаше направено многу голема манифестација, да речам, сето тоа во организација на Игор. Затоа и тој си има свое место, своја посебна маста. Посебна маста.
тука ќе видите ќе се има напишано тој. Значи ако Игор е тука, седни си вика, и ако не Игор е тука, пак седни си. Значи како и да дојдеш во Горна куќа и да си седнеш. Тогаш беше Игор и Игор си седеше на тоа место и можеш да си седнеш. Значи и да не е тука, пак седни си, тој сакако ќе дојде. Пак да си дојдеш. Сега Игор кога сме тука е во Дојран, таму гради куќа. Ве посетува ли доаѓа? Игор не има посетено, не многу пати, не има посетено, неколку пати. Меѓутоа да, точно е во Дојране, ни кажа дека е таму. Во 2022 година ресторанот се реновира, стана поголем ресторан, кој што може да обслужи покрај посетители и сега правиме помали свадби, крштевки, родендени и секакви фамилиарни, да речем, забави и веселби. Значи, освен секојдневните посети, ги нудите и тие сите тие забави кои што ги наброевте, прослави, манифестации кои што со резервација може да се одбележат тука. Да, така, значи има капацитет. Колкав е капацитетот? 150 гости внатрешниот дел, 150 до 180 гости во зависност од што би се организирало и уште 100 гости имаме Во во надворешниот надворешниот дел. Да. Она што имав можност да го забележам интересно дека тука имаме голем број сепариња, летниковци што ги викате, интимни простори каде што може да уживате со вашите пријатели, со друштвото, со фамилијата и секој од нив, еве како ова што сме, има посебно име. Пример, ова е Сред село. Сред село. Да, баш ова е Сред село, така и е како Сред село. Меѓутоа секој од летниковците кој како го градел, си има свое име. Првиот е тој таму Зајо. Според човекот кој што според го градел. човекот, да речем надимакот што го има, што го градел. Тој е Ангел. Исто што го градел. Долниот е Јасички дол, према името како што се вика долот што води надолу. Тука е Сред селото и таму долу ни е платформата. Колку има вакви летниковци? Па имаме вака овде 3 летниковци плюс платформа таму и Сред селото кај што сега моментално се најдуваме. Исто така веднаш под летниковците може да се забележи дека има игралиште за деца, што е навистина еден плюс, една предност за еден ресторан, затоа што, ајде да кажеме, сите се раат, и возрастните, кои што сакаат да уживаат, како што кажа, во природата, во специјалитетите, но и на децата кои ќе им се досади од седење на маса, да си поиграат, па потоа можат повторно да се вратат, имаат содржини кои што може да го исполнат нивното време. Да, тоа сакако. Сите сакаме идеме за она парче рает и сакако ги носиме нашите деца. Тие си сакаат да се играат, ние сакаме да си поуживаме, па и да се напијаме по некоја чашка. Така е. Од каде се доаѓаат тука луѓе во Горна куќа? Горна куќа имаме луѓе од, да не речем буквално од секаде. Пред 2 недели, за мое изненадување, имав гости од Словенија и прашувам како дојдовте тука. Ми вика специјално дојдовме тука во Горна куќа и во Словенија се слушате, се гледате, да речем. Јас бев стварно изненаден што специјално од Словенија дојдоа гости во Горна куќа. И така се чувствував мал горд. Имаме гости и од странство, претежно од диаспората која се иде, имаме доста гости и странци. Покрај нашите секако. Кога еден гостин ќе дојде на едно вакво навистина прекрасно место, значи освен што ужива во природата, како што кажаме, сака да вкуси од националните традиционални специјалитети кои што ги имате тука. Еве пред мене е едно навистина богато и големо мени, како што може да забележат гледачите. Со голем број, значи имаме и традиционални специјалитети, и модерни јадења, така да се задоволуваат буквално искара нормално сите вкусови. Вие еве што би препорачале за почеток, за предјадење? Што најмногу сакаат гостите да пробаат тука? Кои се вашите специјалитети кои што топ ги нудите? Секако гостите кои ќе дојдат прво сака да ја пробаат салата. Салатата е секогаш првото нешто што гостинот го побарува. Тука покрај сите салати што ги имаме традиционални, имаме специјалитети и Горна куќа салата. Со што е таа, со што се разликува? Таа е мешавина од овчо сирење, блага лута пиперка,
лукче, меѓутоа така направено што моментално имаме само во горна куќа, можете да вкусите само во горна куќа, затоа и така наш Значи специјалитет. салата која што може да се проба само тука. Да, точно. Со неја нормално оди и чашка ракија. Секако. Баш е она за чашка ракија. Потоа имаме, да речам, од сите типови предјавења, како што се питулици со лук, со изварка, имаме мазник, имаме зелник. Во зависност од времето, зелникот може да биде со прас, со штавеј. Тие специјалитети се по порачка, можеш да си порачаш што сакаш претходно. Во секое време ги имаме, значи во секое време ги подготвуваме. Секако тука е и главното јадење, скарата е неизбежно, меѓутоа имаме и исто така горна куќа грне, која сега ќе опробате. Имаме традиционалните јадења, секако гравчето и најбитното, тука е нашата селска фурна во која што можете да вкусите ребро во фурна, печиме цели прасиња, јагниња, коленици. И нормално на крај сето тоа се зачинува како што гледаме со еден вкусен благ десерт. Да, кој исто така се подготвува се тука. Значи нема ништо купечко, се е тука подготвено Се. во горна куќа. Се. Кажете ми, од гостите што доаѓаат, најмногу што сакаат да пробаат домашните, оние од Македонија, а што странците повеќе ги интересира? Па видете, и домашните и странците ја бараат оваа традиционална храна, да речем. Питулици се не е изоставен дел од горна куќа. Исто така фурната, значи секое јадење во фурна е најмногу барано. Скарата е стандард, што секој ден што сака да ја вкуси. Значи се бараат јадења што не може да се пробаат во нивните средини дома. Па Или секој ден да веќе, ги- видете, тие јадења што се нудат, да речам, сега ние малку сакаме да ги јадиме на друго место, него да се изготвиме и дома малку. Како може да ве контактираат гостите? Дали работите секој ден, 7 дена неделно? Дали треба претходно некаква резервација или слободно може да доаѓаат? Па резервации секако, посебно за викенди, за државни празници, за празници, резервацијата е пожелна. Работиме секој ден. Имаме Facebook страна, Instagram страна, телефонски броеви. Значи на социјалните мрежи Социјалните мрежи сме вашите доста профили активни, функционираат како горна куќа. Ресторан Вила Горна куќа. Многу лесно сте најдливи, значи на интернет сега во паметните телефони само можете да пишете Горна куќа и секако ќе ве донеси во Горна куќа. Да, и она што можам да кажам за сите гледачи, дека кога ќе дојдете во Демирхисар, во самиот град, има знакови кои што кажуваат каде се наоѓа селото Слепче, одите само по тој пат и нема да сгрешите, ве носи директно до, како што кажавте, националниот ресторан Горна куќа. Може и да прошетате над манастирот Свети Јован Претеча, на вистина еден прекрасен стар манастир, како што потенцираме повеќе од 1 милениум стар, на вистина една богата и славна историја која што е поврзана со манастирот и која што може да ја почувствувате и да ја видите на тоа прекрасно место. И еве за крај гледам дека тука се подготвуваат и одредени простори или соби каде што во Видиново би престанало во еден и хотел. Да, секако, значи нашата цел е да речем да растиме. Во иднина тие се веќе во некоја почетна фаза собите, меѓутоа за наредна сезона треба да бидат спремни за претежно за странските туристи кои сакаат да престојуваат на вакви места, на мирни да речем места, да можеме да ги пречакаме и во повеќе дневно. Како што кажав, навистина прекрасно место каде што може да уживате во повеќе нешта, нуди повеќе содржини, прекрасната природа, да шетате низ шумата, да уживате, да ги посетувате на културно-историските споменици, може да го посетите градот Демирхисар и повторно нормално да се вратите тука. Иван, ти благодарам за издвоеното време и за оваа презентација на националниот ресторан. Што нуди, како изгледа и како може да ве контактираат гостите.
Еве за крај еден апел, една порака до сите оние кои што сакаат да уживаат во навистина неопислива природа. Ова не го зборувам само така, затоа што навистина имаме една прекрасна шума околу нас. Како што кажав, културно-историски споменици и нормално овој национален ресторан кој што ги нуди едни од највкусните јадења кај нас. Ако вас мека јадењата да наречат дека само зборуваме напразно, а масата е празна, да погледнеме дел од нив и да им презентираме на гледачите што нуди и што поседува ресторанот Горна куќа. Секако тоа мора да вкусиме. А гледачите ќе дојдат и сами ќе го почувствуваат овој амбиент од Горна куќа. Токму така. Еве пристигна и јадењето. Како се викува, даска на метар? Може да ја кажеме даскала Горна куќа. Даскала Горна куќа. Ала Горна куќа. Значи сега може да пишеме што има се тука. Ова се зелник, питулици, тавче, гравче. Тука се нормално неизбежните лути пиперки со лук. А како што може да забележите, ова е тоа познато грне од гостилница Горна куќа. Навистина еден превкусен специјалитет кој што едва и чекаме да го пробаме. Тоа се лепиња, како што може да се забележи, подпечени со масло и со буковец. Буковец и некои таму зачини. Сирењето што може да е, тоа е овчко или кравје? Овчко сирење, да. Имаме кравје сирење, зависно од вкусот. За сечи вкус имаме Се нуди по нешто. по нешто, да. Иван, уште еднаш да наздравиме. Само да се гледаме за убави работи. Да. И да имате во иднина големи успеси и да се проширува националниот ресторан Горна куќа. Благодарам. Да сте здрави и живи.